А во продолжение ќе нурнеме во морските длабочини да видиме што се има во подводниот свет и која е возбудата и колку е убаво да се биде дел од цело тој свет, да те прифатат сите тие животни кои што живеат таму и да те сакаат и да сакаат заедно со тебе да нуркаат. Со првата жена, професионален нуркач кај нас, но и првата жена која што влезе во пештерата Врело, од спелен-нуркачкиот клуб Врело ни доаѓа Слободанка Јакимовска. Добро утро. Добро утро. Колку баба ваката најавив и сега по најново инаку инструктор. Да. Да, многу ми е драго што целата твоја приказна, која што започнува како авантура, сега се развива до тој степен да веќе професионално разговараме за нуркањето. Да, многу професионално. Тазе, вратена од Египет? Да, само што си дојдов пред една недела. Полна со импресии, ќе можеме да видиме што се има таму и во тој воден свет, што се може да најдеме. Колегите од режија ќе ни ги пуштат инсертите додека ние зборуваме. Добро, ајде, што треба да се има, да се поседува за да станеш нуркач, па потоа и професионален? Само желба, да сакаш да нуркаш, да ја сакаш водата. Малце физичка спремност, значи не може да си залежан, сепак треба да бидеш спремен да можеш целата опрема да ја носиш на себе. Тешка е опремата? Па не. Не, обичната опрема што е за рекреативно нуркање, што е една боца, една алуминиумска боца, не е толку тешка, ма јас сега почнав со 2 боци да нуркам. Тоа е малце поприлично тешко, меѓутоа се носи на грб и веќе кога ќе влезеш во вода не се осеќа тежината. Се е лесно. Да. Добро, од желба, од љубов кон водата и кон сите тие преубави животни, ќе ми кажеш што се имаш видено под вода, влегуваш во една авантура на едно патување. Пред колку време беше тоа? Колку време ти требаше за сега да зборуваме веќе за тоа дека може да бидеш, тоест си инструктор, дека веќе обучуваш? Да, па почнав прв пат влегов во вода 2007 година на едно патување во Малезија. Сепак се погоди да биде тоа преубав еден корален остров каде што можеше да се проба нуркање. Тоа се вика Discover Scuba Dive или обично интро да за било кој што е заинтересиран, што сака да проба да нурка. И јас тогаш пробав и многу ми беше убаво. Меѓутоа, уште децата ми беа многу мали, не можев да се посветам на тоа. После тоа нареден пат 2010 година отидовме на одмор во Египет, во Хургада, пак пробав интро и тогаш решив сега ќе се вратам и ќе се завземам со нуркањето и така почнав. Го земав првиот курс уште во 2010 година. И стана дел од тимот на Врело. Да. Една од велат најубавите пештери и најнеоткриените е всушност пештерата Врело. Доаѓаат од каде не експедиции се влегуваат и се воодушевуваат и постојано се обидуваат таа бариера да ја поминат до каде, ќе ни кажеш до која длабочина е влезено, за да се види што се има и до каде оди. Добро, какво е твоето искуство? Што можеш ти да ни кажеш за Врело? За оно што си го имаме ние тука, не знаеме што се има. Да, значи биле премногу експедиции тука во Македонија, конкретно на Матка во пештерата Врело да ја испитуваат каква е длабочината. Последното е од еден полски нуркач Тарнавски, кој стигна до длабочина од 240 метри. И меѓутоа, знаејќи дека има уште понатаму, но сепак таа длабочина е посебен начин на нуркање за кој што мора да си го планира излезот назад. Значи излезот назад му траел многу долго време. Тој видел дека има уште во пештерата, меѓутоа бидејќи му било планирано да се врати со време и со одредени гасови кои што се дишат за да се исчисти телото од азот, се вратил. Значи сепак си уште таа пештера не е испитана. А моето искуство, значи јас прв пат оваа година, уствари прошлата година, во јуни станав сертифициран нуркач за пештерско нуркање. Значи тоа е посебна обука која што се поминува за да знаеш како да се снајдеш во пештера. Нашата пештера е преубава. Значи јас секогаш уживам кога ќе влезам во пештера. Значи има на видеата може да се види прво самиот момент дека си во
една затворена средина, значи која што е полна со вода, и дека нуркаш на места на кои што никој не влегол внатре. Мислам, многу ретко луѓе влегле внатре. Значи, тоа е извор на вода, водата е претерано убава и чиста. Значи, има огромна видливост, што многу ретко може да се сретне, дури во најчистите мориња и океани. И самиот момент дека има подводни сталагмити, сталактити кои што останале кога тој дел бил сув, значи кога не било тоа под вода, кога таа пиштера не била под вода. И нормално дека целиот тој момент кога се движиш низ пештерата, тоа изгледа како лавиринт, па има канали на лево, на десно. И тоа прави дополнителен предизвик, нели? Сакаш да одиш да истражиш на еден канал, на друг канал. Инаку пештерското нуркање значи нуркање само по линија, значи во сите пештери што се отворени комерцијално за нуркање, поставена е линија, значи јас тоа учев на курсот како да нуркам само по линија, значи не сум стигнала да одам на лево, на десно да испитувам без истражувањето, значи само каде што има линија да ја пратам линијата. Меѓутоа сепак и по линија кај нас во пештерата има доста поставена долга линија. И сега последното ми е дека веќе стигнав до некои 300 и нешто метри хоризонтално во пештерата. Тоа е стварно еден преубав момент кој што, како што кажав, е целосно како лавиринт со нови места кај што не си бил и сакаш да ги видиш. Добро, некој да сака да дојде и да нурка и професионално да се занимава и од тебе да добие часови. Што треба да поседува? Што треба да направи? Каква е ништо, само да имаш желба. Каква е таа подготовка? Значи, ние сега во клубот Врело поставивме... И за опремата. Да, и за опремата, и за... Значи, ништо не треба да има, треба да има само желба и да се пријави, значи, во клубот, дека сака и заинтересиран да земе часови. Ние сега во клубот имаме нова опрема, значи секој нуркач кој што е кандидат да дојде да учи си добива опрема од клубот и едноставно се поминуваат задолжителните часови, мислам, вежби кои што се прават за да се провери нуркачот дали може да продолжи понатаму. Значи, вежбите има капацитет, веројатно? Па не, вежбите се повеќе да знаеш да можеш да дишеш на регулаторот, да знаеш како од маската да испразниш вода, ако случајно ти влезе вода. Значи, да знаеш да се снаоѓаш под вода на соодветен начин и да не ја нарушуваш подводната околина. И можеби најважно е мене прво што ми доаѓа на ум, да останеш смирен. Па да не те фати паника ако нешто се случи. Да. Паничните напади се многу чести во нуркањето, меѓутоа не во ова рекреативно нуркање. Значи, во нуркање кај што се на поголеми длабочини, кај што е со поинаков тип на опрема, каде што се оди многу брзо надоле, па се случуваат разни феномени во организмот, во човечкото тело заради воздухот што се диша под притисок и гасовите. Меѓутоа, во рекреативното нуркање, значи самиот момент на обучување на нуркачот е на кој начин да го научиш да ја прифати околината дека едноставно е во вода и дека во вода може само да ужива и дека треба стварно само да се опушти. Кога сме веќе кај тоа, последно кога се видовме, те прашав дали имаш видено Немо. Да, многу. Да, омиленото кај децата. Да, се вика clownfish. Така. Да. И како треба да реагираш за да останеш смирен или да ги немаш оние меурчиња, така, за да ја исплашиш, за да можеш и да ја допреш. И колку од тие риби во подводниот свет можеш и смееш да ги допреш, а мислам се разбери има некој кој што треба да се повлечеш, едноставно да не те видат. Значи, сите рибчиња бегаат од луѓето, значи, како и било кое животно. Да, можеш да го задржиш малце воздухот за да не пушташ меури, за да им се приближиш повеќе, меѓутоа нема ретко кое рибче ќе дозволи да му се приближиш да го погалиш, а од друга страна на сите места каде што се оди за рекреативно нуркање и за уживање, едноставно е забрането да се допира животинскиот свет, заради тоа што тоа уствари ја нарушува нивната животна средина и начинот на живење. Не се учени они луѓе да има под вода. Ние само треба да одиме да ги гледаме и
И колку да е убаво уживаме. сето тоа? Да, многу е убаво. Кога ќе те прашам што те воодушевило? Може би се тоа, затоа и го правиш Се ова понаша. најново ми е пештирско нуркање, можам да кажам дека Предизвик. стварно ми е предизвик. Мислам и пештирското и техничкото нуркање кое што е многу поразлично од рекреативно, од тоа за кое што давам часови. Да. Но од почетокот, од кога сум почнала да се занимавам со нуркање, од рекреативниот момент, па ми било интересно све, да видам риби, да видам ајкули, да видам разни корали, разни бои под вода. Нели, да знаеш дека си на некоја голема длабочина, уствари да си мислиш дека си многу плитко, заради тоа што веќе длабочината после некои десетина метри едноставно не осеќаш дека си толку многу длабоко. Значи, ја ќе погледнеш нагоре и тука се гледа површината на водата, меѓутоа ти си многу под вода. Така. И самиот тој момент дека си во таа една како да кажам, бесконечност. Баш бесконечност. Така, тоа најмногу ме одушевува и нормално моментите како, например, не знам, во Египет кога одиш во Блухол, кога влегуваш на самиот влез, интересен е влезот, да кажеме, тоа секогаш ми однака, сакам да го доживеам. Не знам, на кањон исто така сакам да одам по кањонот и да нуркам колку можам повеќе. Сакам, нели, секогаш да видам ајкули, меѓутоа тоа многу ретко се случува. Тоа чекав да прашам, која е најстрашната риба која што си ја видел? Па не знам, нема страшни риби, значи. Добро. Не, тоа така ние си мислиме дека се добро, страшни. Добро. Па добро. Значи, малку имам поголем. видено ајкули 2 пати до сега, не 2 пати, 3 пати, еднашка на кога бев во Фуџеира, тоа е еден емират во Арапски емирати. Тоа ми беше првата средба со ајкула, каде што зачудувачки, но јас не се уплашив, тргнав да одам по неза, мислев дека можам да ја стигнам, но тие бегаат од луѓето, едноставно дозволуваат да им се доближиш толку колку што е видливоста на водата. Значи, ако видливоста е 5 метри, ти дозволува 5 метри да се доближиш. И после оди, ти одиш по неза, ма таа бега. На Малдиви имам видено исто така и тоа многу убава леопард шарк како лежи доле на песокот, на поголема длабочина. И на Тајланд кога бев, исто на неколку локации имаше. Тие се сите harmless reef shark, значи не е опасни. Значи до сега не имам нуркано со тие, да кажам, опасни. Со белите ајкули, да. Сакам да видам кит ајкула, сакам да видам кит. Добро, од се во ова, да речам, кое ти е најубавото искуство до сега, затоа што слушаме Малдиви, слушаме Египет и некои дестинации, и врело се разбира, ќе го тргнеме малку на страна, затоа што ќе зборуваме за овој живописен свет. Кој ти е најубавото искуство? Најубавото искуство сепак ми е Дахаб, значи сите локации во Египет околу Дахаб, што веќе еве трета година поред ги посетувам. И без разлика колку и да одам често таму, секогаш ми е убаво повторно све да видам и да доживеам на ново. Секаде е убаво, значи и во тоа е убавината на нуркањето, дека едноставно се шеташ, си одиш да истражуваш, да гледаш нови работи. И се припушташ и уживаш. Да, уживаш, меѓутоа ќе издвојам пештирава, што викаш ти, значи нашата пештера. Затоа што сега ќе ми одат сега ќе одам со прашањата. Многу сте активни како клуб. Активни сте и во вашата работа, во нуркањето, но и надвор. Со тоа што постојано имате еколошки акции, работите како тим, веројатно. Имате план некој? Да, имаме сега конкретно за оваа 2022 година. Значи, јас кога зборувам за клубот, секогаш морам да го спомнам нашиот веќе покоен председател Киро Ангелевски, кој почина од ковид ланската година. Тој како основоположник на клубот, на сите нас, членови на клубот, ни го доближи нуркањето и ни ја доближи љубовта кон водата и ни го доближи моментот дека треба да се занимава клубот со еколошки активности. Така сега во негова чест, да кажам, мислам и во чест на самиот клуб како една од нашите главни активности, имаме календар на активности за 2022 година, која што предвидува по една еколошка акција месечно. Така. Планираме... Тоа е навистина многу. Да, тоа е многу. Да. Меѓутоа, пред се тие еколошки акции ќе ги правиме и на отворени и на затворени води, значи затворени кога мислам околу пештирава Врело, но исто така и на локации кои што сакаме да ги испитаме, како што беше, например,
акцијата што ја правевме на Крапа. Крапа е исто така пештера која што е подводна. Не знаеме нити колку има вода, нити каде точно има вода, меѓутоа влезот беше затрупан со отпад. Отидовме таму еден ден, тимски го исчистивме и така да сега можеме да продолжиме. Да, подготвено за истражување. А ние очекуваме информации што се има внатре. Што имаш во раце? Значи, ова се означувачи за во пештера. Значи, кога бев на курсот за пештерско нуркање, стрелкичките се поставуваат на линијата. Во патека, како да се движиш се? Да, значи ова значи дека ова излезот за надвор. Така. Да, и се поставуваат вакви знаци на самата линија, не толку често, на одредени места, поготово каде што има дел од линијата што се движи, например, оди лево или десно, значи може да има не само право линија, него да има да се рачва на неколку места. Да. За да во случај ако например се изгуби видливоста на водата, да можеш по знаците да пипкајки линијата и овие значиња да си го најдеш излезот. Излезот каде? Да. И така тоа беше еден од интересните моменти во обуката за пештерско нуркање, кај што поставувавме вакви знаци, кај што требаше баш со затворени очи да пробаме да си го најдем излезот надвор преку знаците. Наистина многу интересно. Работи кои што не ги знаеме. Да, па не тоа се учат само на курс, ја не сум ги знаела претходно. Готово сега веќе предаваш и ти. Што имаме друго? Едната тетрадка ја знам. Значи ова е мојот... Сега до кај сме со тетрадката? Многу имаме попуната од тетрадката. Ова е мојата прва книжка. Значи, нуркачка книжка. Да, ова е кога станав член на клубот 2010 година. И со што ја пополнуваш, со колкаво време ќе поминеш во пештера? Ние во пештера на секој зарон, на секој нуркање си го запишуваш времето, колку си бил под вода, на која длабочина си бил, колку воздух си имал кога си почнал да нуркаш во боцата, со колку воздух си излегол и нормално разни други работи, какава била видливоста, што си видел под вода, може би имало некој настан кој што ти оставил впечаток, па си го запишуваш. Како дневник. Како дневник, да, така се вика dive book. Прашам сега, ги помина твоите рекорди, до каде си? Не. До каде си сега? Значи, јас ипак сум си уште само рекреативен нуркач, значи можам да нуркам до длабочина од 40 метри. Со почнувањето на обуката за пештерско нуркање, веќе влегов во категоријата на почетници технички нуркачи. Така. Сега следно ми е да одам на обука да станам сертифициран технички нуркач, за да можам да одам на поголема длабочина, да знам да нуркам со гасови кои што се поразлични од обичен воздух под притисок и да можам да правам по сериозни зарони, например, не знам, да отидам на Blue Hole, на Arch, да отидам на... Значи, тоа се посебни локации за кои што е потребна поголема спремност со техничко нуркање. Се надевам дека следно за тоа ќе се видиме, а ќе дополнам со прашањето колка временски период најмногу си останала под вода? Најмногу под вода сум колку останала... Колку е рекордот твој? Мојот рекорд е саат и 40 минути. Па добро. Ама тоа е со 2 боци кога сум била. Тоа е фантастично. Да. Мене тоа ми звучи како, не знам, вселенски брод, буквално. Ама времето кога си под вода многу брзо вака поминува. Така? Значи, едноставно не осекаш, си гледаш на компјутерот, викаш, леле, колку време сум под вода. 2 сати останав под вода. Ау? Да. Добро. И уште нешто ќе потпрашам тука, велиш треба да знаеш како ако ти се наполни маската со вода, како да ја испразниш и како ја празниш под вода. Па тоа е вежба, ти ќе доеш на курс кај мене, ќе ти покажам. Иначе да, вежба и се вади, мислам, едноставна физика е водата и нуркањето е физика. Ја криваш вака главата нагоре и водата која што е влезена тука само дуваш преку нос. Така и си. Искача. Да. Сега вака нели многу е логично, многу е логично. И лесно делува. Да. Се плашам дека многу ќе го засакам нуркањето. Ако ние сакаме нови членови во клубот и да баш и отворени сте, разбира, за соработка и останатиот дел од тефтерот е полн со искуство до сега. Да, значи тука си ги запишувам јас без разлика што, нели, веќе сум нуркач кој што има многу зарони, но сепак си ги запишувам сите си уште. Да, и тука ми се сите, еве, например, од последната обука што сум била на матка, не знам, еве во Грција
Значи, оваа година, ова лето, имав соработка со еден нуркачки центар на првиот крак, значи почнав да држам часови и таму, така да значи можеме да правиме комбинации преку клубот, да одиме прво на плитки води, значи или на базен или некаде во Македонија, па после кога ќе биде малце потопло да одиме на отворена вода во Грција. Значи тоа е многу интересно затоа што таму стварно има различни луѓе, доаѓаат многу од цел свет, има нуркачи, има несертифицирани нуркачи што сакаат да пробаат. Само љубители на нуркањето. Да. А иначе Грција стварно нуди доста, мислам, вака од најблиската околина, нуди доста убава вода, убаво море, кај што може да се видат интересни работи. Оваа година, например, прв пат во Грција во морето имаше lionfish, што е една од отровните риби која што не се знае како стигнала до Грција. Такви слични ситуации слушавме многу годинава изминатата, може би пандемијата и мирноста на водите си го донесе исто, да слушавме многу и за Дубровник. Да. И за Хрватска. Имаше навистина многу такви ситуации за риби кои што се чудеа како е можно да стигнат до таму, да стигнат и дури да дојдат и многу блиску до брегот. Да, затоа што оваа година беше поприлично, прошлото лето беше многу топло. Да, и топла. Водата многу се загреа и почна во загреана вода да доаѓаат и да се развиваат не можам толку да кажам животински свет, колку што планктони кои се несоодветни за одредени подрачја. Например, во Грција никогаш не била температурата на водата 30 степени. Ова лето беше 30 степени. И тоа си носи нови планктони, други типови на риби. Рибите одат на подлабоко кај што има поладно, значи да сакаш да ги видиш не можеш затоа што се подлабоко. Погоре има повеќе медузи. Значи свест некако се смени. Излегува lionfish од некаде дојдоа тука. Да. Добро, и нема никако да го заборавам, да прашам што е тоа? Што ова како пејџер? Да, ова е баш како пејџер. Ова е компјутер за нуркање, за подвода, меѓутоа е за техничко нуркање. Значи, и тој што покажува се? Значи, тој за разлика од обичните компјутери што се за нуркање, освен длабочината, времето, можеш да си го наместиш за да, например, ако си на поголема длабочина подолго време, треба да дишаш поинаков газ. Значи да си го наместиш компјутерот за да ти покаже колку време на тој поинаков газ треба да се задржиш на одредена длабочина. Како еден водич. Да. Значи тој едноставно свети без него ништо. Без него ништо, да. Сега ќе го заокружиме разговорот со тоа што ќе те прашам. Те фатило ли никогаш паника? Иако си многу мирна, многу смирена. Да, ме фати паника и значи скроз на почеток кога почнав да нуркам, да речем првите 20 зарони, го имам и тоа запишано тука, како значи јас се пишувам. На година бевме на Трпејца, на тој зидот го викаат во Охрид, кај што има голема длабочина, меѓутоа бев со поискусни нуркачи. И јас бев нова тогаш, не знам дали ми беше некој 15 зарон, нешто така. И кога дојдовме значи за да стигнеш до зидот треба да пливаш. Мислам да нуркаш, ама на плитко. И кога стигнавме до местото кај што треба да одиш надоле, тие ме прашуваше колку воздух имам. И јас им кажав уште 100 бари дека имам. Да. И едниот од нив вака само напред, демек. И јас си мислев, леле, сега они имаат многу воздух, ја имам малце воздух, ќе си одам. И готово. И тоа беше моментот кога, мислам, стварно паника ме фати и почнав да излегувам нагоре, инаку тоа не се прави така. Меѓутоа, нели, секогаш се нурка со бади, со уште некој. Бадито што беше со мене го спречи моето брзо излегување нагоре. Значи ме смири, помина паничниот напад, излегувавме после тоа. И така, значи не е тоа, мислам, за тоа во нуркање секогаш се оди во пар. Значи, ако едноставно тебе те фати паника, тој што е со тебе да знае да те смири и да, нели, безбедно изнуркат излезете надвор. Да си бидете поддршка еден на друг. Ако го спомна Охридското езеро, ќе искористам само безброј прашања имам за тебе. Некако, Охридското езеро. Што ќе кажеш за езерото? Те прашувам затоа што има многу читано изјави од нуркачи од секде од светот кои што дошле во Охридско езеро и се воодушевиле и велат дека е едно од неоткриените.
Да, значи до крај открие. Во Охрид немам многу нуркано, значи имам нуркано на неколку места кои што се вака да кажам по извикани локации за нуркање. Како познати локации, да, во Охрид. Но да, Охридското езеро прво е природно, прво е многу чисто, значи има голема видливост. Доста е ладно, значи на голема длабочина, дури во најтоплото лето е 7 степени водата. Значи на 30 метри доле е 7 степени, не можеш, мислам, и на зимо е толку и на лето е толку. Но самото тоа што е чиста водата, убаво е. Значи во Охрид јас омилено место ми се изворите на Свети Наум, кај што се гледа на вистина како извира водата, под вода кога ќе нуркаш, има огромна видливост, огромна. Значи вака како да си во воздух се гледаме блиску. А колку истражано, искрено не знам, знам дека е едно од најдлабоките езера во регионот. Едноставно тоа е предизвик. Да, следно кога поради тоа што е предизвик, поради тоа што ќе влезеш и ќе дојдеш да раскажеш. Многу работи си ветивме, Слободанка, ќе се видиме повторно. Да, важи. Ти благодарам што беше заедно со мене денес.